Да се издаде забрана за движење на физички лица во и околу депонијата, бара од ЦУК Штипското комунално предпријатие ИСАР. Ваквото барање следува откако во рок од 10 денови градската депонија гореше дури 2 пати. Влезот во депонијата се контролира со видеонадзор, но проблемот е во тоа што не е оградена и пристапот до неа е многу лесен. Ризикот за нови опожарувања е голем. А се повеќе и повеќе е зачестено присуството на неовластени лица кои вршат буричкање или растргнување на самиот отпад, се со цел да пронајдат железо кое има употребна и економска вредност, и истите тие често во минатото биле причини за палење на депонијата. Во моментот полицијата истражува како вчера дојде до пожар на Штипската депонија, кој со помош на ветрот брзо се прошири и неконтролирано се движеше кон селото со филари. Увид ќе направат и од Инспекторатот за животна средина. Од Штипски ИСАР упатија апел до граѓаните и стопанствениците да се врши примарна селекција на отпадот. Дека на самата депонија во комуналниот отпад се повеќе и повеќе се одлага и амбалажниот отпад, односно картонот, пластичните фолии, индустријскиот отпад, кои би можеле да дојдат до ситуација за палење. Палењето на депониите, посебно во летниот период, е сериозен проблем со кој се соочуваат речиси сите општини во регионот. Пред законот сите се диви и единствено решение е изградбата на регионални депонии.